Здраво и добро дојавте во уште едно предавање по општа хемија. Во оваа епизода ќе збориме за афинитет за електрон. Ова всушност представува нешто сосема обратно од ионизацијска енергија. Најпросто кажано, афинитет за електрон е колку еден атом сака електрони. Колку сака да донесе кон себе електрони наместо да испушти. Дали ионизацијска енергија беше колку сака да испушти електрон, афинитет за електрон е колку сака да добие електрон. Иако вистинска дефиниција е колку енергија се ослободува, односно се абсорбира при адиција на 1 мол електрони при дадена 1 мол од дадена супстанца во гасовита состојба. Но тоа не е ни толку важно. Значи, ајде да се потсетиме. Да речеме, имаме натриум. Така е, да го земеме натриум. Као што знаеме, сите атоми нели сакаат да стигнат до 8 валентни електрони во својата најдворешна љушпа, тој ми е како сонод. И се натриум биејќи првата група, тој има 1 валентен електрон, значи има 1 валентен електрон. Него му требаат уште 7 електрони за да стигне до 8. Сега, тоа е многу тешко да добиеш 7 електрони, многу е полесно да го испуштиш тој еден и да се вратиш ниво назад и ќе добие односно електронска конфигурација на неон, кој што е благороден газ. И затоа натриумот нели ионизира и се прави катион, односно станува позитивно електризиран. Но што ќе се случи ако на пример го земеме флуор? Еве го флуоров дека, тој се наоѓа во 7-та група. Значи еве го флуор. Или ајде да земеме по-практичен пример, да го земеме хлор за пример. Еве го хлор. Хлор значи има 7 валентни електрони. Ако тој има 7 валентни електрони, него му треба уште 1 електрон за да постигне 8 валентни електрони. Односно за да биде стабилен. Значи тој има многу поголема побарувачка за електрон. Тој нема сигурно ги испушти тие 7 електрони кои ги има, него сигурно ќе побара електрон да добие за да стигне до 8. Значи во проста смисла тоа и представува афинитет за електрон. Односно 7-ва група, кај што се халогените елементи, еве ги одека во виолетова боја, и исто и халкогените елементи, дека во зелена боја, тие се имаат голем афинитет за електрон. Многу повеќе сакаат да добијат електрон, за да добијат електронска конфигурација како благороден газ, него да оддаат електрони па да паднат едно ниво наназад. Кога елементиве добиваат електрони, тие ослободуваат енергија, но не секогаш. Значи, ајде да видиме еден прост пример. Ево да го земеме хлорот, нели како што си почнавме со хлор, и сега да му додадеме 1 електрон. Односно тој самиот ќе го зграпчи, чим ќе се најде електрон некој во близина, он ќе го земе при себе. Чим ќе добие електрон, тој, еве да го ставиме со некоја друга боја, ќе стане Cl, но сега бројот на протони си остана лист. Ама сега има 1 електрон повеќе, тоа значи ќе има негативен полнеж. Значи он ќе стане анион. И плюс ќе се ослободи некое количество енергија. Ќе обележиме со Е. Значи некое количество енергија. И сега тој си е задоволен. Сега тој има електронска конфигурација како елементот пред него, дека го гледаме, дека тоа е аргон. Значи сега тој си има електронска конфигурација како аргон. Добро, и тој е среќен. Но што ќе се случи ако, например, да земе натриум? Натриум не сака електрони. Он сака да го отдаде тој еден електрон толку многу и да добие електронска конфигурација како неон. И сега ние да му додаваме електрони. Ама што ќе биде ако пробаме да му дадеме електрон? Ако само ставиме електрон во близина, тој нема да го земе. Значи ние мораме да вложиме енергија за да го натераме да го земе електронот. Еве таа енергија да ја бележиме со Е, ама ќе бележам со Е1. Така. Вложуваме енергија за да го натераме да го земе тој електрон. И на крајот што ќе добиеме? Ќе добиеме натриум. Така, сега тој ќе биде негативно електризиран. Сега е анион, бидејќи добил еден електрон има повеќе од својата основна состојба. И ќе се ослободи можеби некое количество мало енергија. Тоа ќе облежиме со Е2. Но Е1 е многу поголемо од Е2. Така да ти всушност си изгубил на енергија. Треба повеќе енергија за да го натераш да го добие електронот, него ти што ќе добиеш од тоа. Исто многу важна работа која би требало да запамтите од хемија е дека кога се ослободува енергија, тоа го нарекуваме екзотермна реакција. Сега тоа не мора да го запамтите, но важно е дека при ослободување енергија тоа се бележи со минус, значи се ослободува некое количество енергија, така и се мери во килоџули на мол. Значи така се мери кога ќе се ослободи енергија во средината. Ако ќе се абсорбира енергија, се бележи со плюс некоја вредност
килоджули на мол. Значи кога се ослобода енергија, односно екзотермна реакција, се пишува со минус, кога се абсорбира енергија се пишува со плюс. Еве еден прост пример, иако ова ќе збориме понатаму, кога ќе збориме за хемиска термодинамика. Еве да земеме една коцка мраз, така. Ова сега коцка мраз, да ставиме сол. Значи земеме се истори сол врз нејзе, таа ќе стане поладна. Сега ќе се рече зошто ќе стане поладна, бидејќи она ќе се претвори во вода, односно молекулите на вода ќе стане во течна состојба, веќе тоа е веќе вода, направив лапсус, но молекулите на вода сега ќе добијат повеќе енергија, ќе почнат да се протресуваат на некој начин. Замислете си ко поразиграни се. Но од каде е сега таа енергија за они да се станат поразиграни? Па зима енергија од средината. И таа енергија што е земала од средината е правила ендотермна реакција и коцката мраз всушност ќе стане поладна. Значи го земеш коцка мраз и ставиш сол, нели да ќе почне да се топи како во зима кога го топат снегот, но ќе стане поладна. Тоа сега не ви е толку битно го запамтите. Сега треба да спомнеме, бидејќи не спомнавме, каков е трендот за афинитет за електрон во периодни систем елементи. Веќе кога забележавме дека халогените и халкогените елементи сакаат многу електрони, благородните гасови, значи оваа дека група не сака електрони, бидејќи тие им е супер. Они не сакаат да ги испуштат електроните, не сакаат да добијат електрони, нив им е супер. Они имаат октет, така, имаат 8 електрони во својата последна љушпа, освен дали хелиум, и нив им е супер, тие се задоволни. На пример, литиум, натриум, калиум, алкалните и алкалноземјените метали, тие умираат да испуштат електрони. Тие воопшто не сакаат да добијат електрони. Значи, они имаат многу мал афинитет за електрон. Не сакаат да добијат електрони. Со тоа, ќе можеме да ги нацртаме векторите на овој начин. Значи, имаме вектор нааму и вектор нагоре, значи без групата на благородни гасови. И ако ги сумираме векторите, ќе добиеме резултатен вектор во оваа насока. Нели, како што можете да видите, стрелкава, односно нели како што иде нагоре, тоа е иста како стрелката за ионизациона енергија. Сите, сега и во наредната епизода ќе збориме за електронегативност, се стремат од левиот доле нагол кон десниот горе нагол. Односно, освен атомскиот радиус, нели тој беше обратно, бидејќи само тој е обратно, а тој е некој полесен начин на кој би можеле да ги памтите трендовите во периодниот систем на елементи. Односно, навидно ми изгледа дека правим дека флуор има најголем афинитет за електрони, но всушност тоа е хлор. Еве тука сега ќе ставаме на шематска презентација, односно диаграм, колку е електронегативноста на дадени елементи. Еве тука е, например, флуор, хлор, бром, јод. Односно, тие се халогените елементи што ги гледаме овдека. Еве ги тој јод. Тие имаат најголем афинитет за електрон, бидејќи они имаат 7 валентни електрони, им треба уште еден за да стигнат до тој многу посакуван октет. Мислам дека денешно предавање беше доста лесно. Така да важно е да запамтите дека кога се слобода енергија бележиме со минус, кога се абсорбира енергија бележиме со плюс и дека афинитет на електрони сушност представува колку некој елемент сака да добие електрон. Бар кажано на прост начин. Ако сметате дека научивте нешто, стиснете лайк, сабскрајбнете, споделете со пријатели. Ќе се видиме во наредната епизода и како секогаш останете љубопитни. Поздрав!